Гостин во студио на Нова е Бубо Каров, К15, нема потреба од подетална презентација. Бубо, дали се надеваше дека еве после толку години кариера, работа, сме работели и заедно, дека ќе може да разговараме и ти во вака една технолошки напредна варијанта на студио? Да, искрено ти кажам, не се надевав, али многу пријатно се чувствувам. Така. Значи, се чувствувам како на некој нов почеток. Се чувствувам, да речеме, као порано кога работеле, кога револуционерите кои се собирале по подруми, по тајни скривалишта, по тајни печатници. Така се чувствувам и убава е оваа атмосфера. Може од почеток. Да. Пошто премногу се научивме на гламур, на успешност, на не знам. А и среќа млади сме. Да. Има време пред нас. Тоа ни е најголемата предност. Бубо, како дојдовме на ова, според тебе? Па, ја лично дојдов со лифт тука. А како дојдовме на ова, многу време ни треба за да го елаборираме. Зашто да те прашам? Често ги Али обвинуваме јас политичарите, ме интересира дали ти кај себе можеш да препознаеш вина, односно Многу. како ние сепак сме биле дел од некој јавен живот во Македонија. Нели може нема потреба и сами да се преиспитаме што направивме уствари? Значи, јас сум и така воспитан, можеби е погрешно тоа, меѓутоа јас тврдам дека не е. Човекот секогаш треба да тргне од себе. Што направил за општеството, што направил за општиот животен деловен амбиент, што направил за пријателите, за комшиите, прво треба да се преиспита себе си. И кога ќе тргнеме од себе, ќе видиме дека јас барем за мене сметам дека не сум направил доволно, и ако можеби сум според проценките на другите меѓу оние кои што секогаш давале доволно во секојдневното работење, во секојдневниот живот, за напредокот во професијата, во општеството. Мислам дека, еве, за себе можам да кажам, не сум направил доволно. Или да скратам, да не многу... Не за доволно, Бубо. Ти си бил влијателен, ти, како Бубо Каров, К15, сте работеле, присутни сте биле. Не прашувам за доволно, прашувам за грешките. Па тоа сакам да го кажам. Грешката е кај нас. Грешката е кај оние што заокружуваат кога одат на избори. Исклучиво тука. Значи на никое друго место. Ако пробаме да се анализираме, како дозволивме да имаме вакви политички елити? Се спорам општо после за проценти ќе договараме како ќе да. Немој само за проценти, пошто како дозволивме вакви политички елити да имаме? Политичките елити ти ќе речеш заокружуваат луѓето, луѓето ти речат па што да заокружам, тоа е понудата. Од каде произлегуваат политичките елити? Кој им дозволи политичките елити да станат политички елити? Имено. Ние граѓаните на Република Македонија. Значи ние им дозволивме да станат тоа што се. Значи, пак, како и да го вртиш, видата мораме да ја бараме... Или обратно, што не направивме за да нема такви политички елити? Односно, да имаме политички елити за какви што денеска мислиме дека сме достојни да ги имаме. Јас вака би ја свртил работа. Ајде да направиме проценка зошто тие политички елити, кога се у една позиција се понашаат на еден начин и потоа сосема поинаку. После се понашаат сосема поинаку. И ќе дојдеме заклучок дека кога ќе дојдат на врвот, луѓето очигледно дека се променлива категорија луѓето и дека многу лесно се менуваат и поминуваат во една втора фаза која што е за нив претпоставува многу интересна, а убитачна за овие другите. Сега, кај сме сега тука ние за да го кажниме тоа на наредното заокружување, заради тоа што изгледа не сме доволно свесни да направиме сами проценка, а сме им дозволиле нив у тој период да ни го перат мозокот, до тој степен да на наредното заокружување на изборите Ти годеше ли кога сега овие што се на власт беа опозиција
И предпоставувам и на тебе често на телефон ти за Бубо кај си, што правиш добар, ли си Бубо најдобар си. Борјан, јас неколку пати сум му кажал тоа, иако не сакам многу за тоа да зборувам. Мене ми е трет пат во кариерата јас да ги доживувам овие работи. Првиот пат беше со династија на Кавадаречки начин, вториот пат беше со НННРВ и Радиоорневе, сега ми е со К15. Јас многу добро знам и јас знаев како ќе се одвиваат работите. Знам како се почуе кога почуеше вака у малтене у илегала и кога сите ти викаат издржете сега уште малку и баш оние што утре кога ќе дојдат на врвот и кога ќе станат политичка елита не дигаат телефон. Значи, знам како изгледа периодот што го вика Горан Бреговиќ во песната "Шта би дал да си на мој месту, да те мрзеат, да ти се диве". Да. И тоа го знам многу добро. Сум го почувствувал, си го почувствувал и ти на своја кожа. Добро, Бубо. Меѓутоа, проблемот е тоа што дозволуваме сите да тоа да се повторува. Тоа е, може би тука ќе дојде веројатно до поентата. Се осеќаш ли наивен, изигран, наивен? Како кажем, ајде да употребам глуп. Јас сум наивен. Јас признавам дека сум наивен и прифаќам да бидам глуп. Прифаќам да бидам глуп. Знам дека не сум, ама прифаќам и не ме навредува тоа. Меѓутоа, мене многу повеќе ме навредува кога гледам на телевизија како сега моментално како комплетно се обидуваме и тоа им успева на луѓето да им го перат мозокот. Затоа што лично мислам дека никој не смее да се дозволи, на сите ни е јасно, само никој не ќе јавно да го каже тоа. 80% од популацијата нема моќ да расудува и да цени и да проценува како што има моќ таа друга кои што имаат оние другите 20. Ајде се бавиме со тие 20 други. Меѓутоа, тие се малку. Па што е со нив? Што е со нив? Тие се или некаде улегала, или му дошол до тука филмот, па вика, ја ли ќе ја оправам? Ме разбираш? И јас ги разбирам. Имам разбирање за сите луѓе. Меѓутоа, друго не можам да разберам. Од кај им толку храброст за толкаво безобразие на овие што им го перат мозокот на луѓето, на оние што им прават на луѓето, ги примаат со решенија на 3 месеци и тие 3 месеци секои 3 месеци ги множат со други 3 месеци за да ги држат во зависност. И стрекни се што ги примиле на 3 месеци. Да. И во една 7-члена фамилија вика, чути брат ми работи и ние 7 души супер живееме. И има 300 евра сваког прво. Ма како 300 евра? 300 евра е мислена име. Тоа за 300 евра тројца треба да работат у фамилија, не може. 300 евра е голема плата у Македонија. Дали те разочарава? Ти очигледно си заведен, ти официјалните бројки ги гледаш. Иди у Источна Македонија, прашај ги Исправни возак. Да, дали си разочаран од луѓе на кои си верувал, кои ти биле блиски? Многу. Значи јас, кај мене грешката што ја на сите им верувам. И мене моите пријатели ми викаат ти викаат ли тебе глуп си да бубош? Колеги, неколку пати што ми пари да направеше толку, ќе направеше пари. Знаеш што ми вика колеги, Васе што ми вика? Ти да беше женско, вика че беше ороспија. Така како таков ќе беше заведен. А Васе као поерба по интере? Не, затоа што на сите ќе им вршеше услуга. Зборот е, ја и верувам на луѓето. Значи, кога разговарам со некој, мислам дека многу е нормално на човек да му веруваш. Меѓутоа, кој не е нормален, Бубо, ти или они? Они живеат добро. Ти имаш проблем. Борјан, да, се согласувам. Во бројка од 100 ненормални, кога ќе влезе еден нормален, што мислиш, дали е нормален? Веројатно. Он е нормален за себе, а за овие 100-те? А тие 100-те одлучуваат кога е едниот сам нормален, 100-те ненормални одлучуваат што ќе се случи со него, кој ќе влезе кај него. После толку искуство, кои се лекциите научени сега? Би ги повторил грешките за кои зборуваме сега?
Види, јас не би ги повторил грешките, меѓутоа и Може ќе ми дадеш памет и јас за што да правам. не сме многу малку луѓе се у позиција да добијат шанса пак да прават нешто, за да можат да докажат или да пробаат дали ќе ги повторат грешките или нема да ги повторат. И второ, проценката за тоа дали е грешка тоа што го правиш или не зависи од нас, зависи од мнозинството. Нас не оценува, мнозинството го оценува малцинството дали изгрешил. И ништо не значи тоа што ние ќе оцениме дека или овој едниот паметниот, ако рече овие 100 глупи грешат, ништо не значи тоа. Ништо нема да промени. Тие 100 души, 100 ќе си тераат по патот што го зацртале. Нема кој да ги сопре. Треба барем 70 да се појават од овие, за да може да им се спортистава. Ти веруваш дека ќе има нова шанса? Па искрено да ти кажам, посакувам, меѓутоа сум песимист дека ќе има нова шанса. А веруваш дека ќе ти се врати енергијата и ентузијазмот кој си ги имал? Мене лично не. Мене лично не, затоа што јас лично сега се занимавам исклучиво со тоа што кога ќе ме праша некој, се обидувам да му дадам, кога некој ќе ме праша нешто, како у случајот сега што ме викавте гостин, се обидувам да одговорам најреално и онака исклучиво како што мислам. Да си го кажам, значи, само собственото мислење. И натаму више изморен сум, не можам да размислувам више дали тоа ќе смени нешто или нема да смени. Некој К15 веќе немаат што да прават бидејќи реално пародијата стана реалност. Види, тоа во знак на шега знаеме и ние да го кажеме, да. Меѓутоа секогаш се покажува дека и на пародијата може пародија да се направи. Факт е тоа дека реалноста стана пародија кај нас. Се извртеа работиве. Денеска не треба да гледаш К15 за да се смееш, пушти си парламент и циркузи. Па и некои од вестите кои се гледаат, претпоставам. А за медиумите да не збориме, многу ми е жал што ти знаеш, јас 17 години работев како новина. Значи јас сум не можам да избегам од тоа, мене ми е тоа во крвта. Јас не можам да верувам кога гледам некои телевизии или кога читам некои текстови, не можам да верувам дека со истите луѓе со кои што сум работел некогаш го прават тоа. Зошто? Како? Што си очекувал? Си ги мислел дека се... Ама не сум ги мислел. И сега си викаш, што прават? Ма не, јас знам дека беа поинакви боре. Не сум ги мислел. И што им стана, Бубо? Дали се исплашија, дали ги уценија, дали ги држат со нешто во некој залог, не знам. Договор не подпишан на некој милион евра кој ги ми решил животни прашања тешко. Може би, зошто да не? Зошто да не? Тоа не е ништо чудно. Еве, ќе ти кажам ја, ние сме имале понуда парична за да влеземе во една партија. Конкретна и тоа многу добра цифра. Која сума? 5 милиона евра, однос долари. Да влезете во партија? Да. И тоа по човек. И одбивте? И одбивме. Зошто? Па за тоа што не сакаме да видиме партија. Не сте можели идеолошки да се препознаете или не сакале партија? И за тоа што знаеме дека прво нема шанси да влезе во партија. Јас барам. Аз ако сум сакал, ќе сум влезел у било која партија. Ако сум имал некој интерес. Јас прво целокупниот политички живот и политички систем поинаку го разбирам. Од сега. Не, апсолутно. Васко Бранко се покаја? Не, у ниеден момент. Не сте рекле 5 милиони долари, јас сум. Боријан, прво обезбедено семејството. Тоа не може да се случи. Сите ако те гледа секи рече, добро бе тато ти... Боријан, тоа е само провокација, да видат дали постои можност да те купат и докаде може да одат за да те така го доживеа. Ама знаат и они, знаат и тие посредници што доаѓаат, што разговараат, знаат како се прави тоа, ама знаеме и ние дека живееме... Толку наивни не сме, јавно. Не само што не сме, јас би рекол, прво јас сакам да се бидам честен пред себе. Што ќе им кажам јас на децата дома кога ќе си отидам да... нека не се тие пари. Имаш ли понуди за пари К15 да се
ангажира како Имало. медиски производ во функција на партиска пропаганда. Имало тоа, значи лично јас сум разговарал со луѓе, не само у КП, да слуша у времето на ННР. Ние сме имале понуда за 200.000 марки беа тогаш. У кампања се вклучите. Не. Само да покажеме едни женски гачички, долен веш, само да ги покажеме и да кажеме дека некој некаде ги заборавил. Аха. Само тоа се бараше од нас и него А тоа препоставувам да му отворите афера на ривалот на веројатно нарачател. некој ќе си отвореше после афера. Од кога не сте видел со премиерот Груевски Бубо? Од Тета. 11 јануари 2011, точно го знам датумот. Пошто ето нешто битно се случи што го вака си го запаметил? Па го знам по тоа што после таа средба многу работи тргнаа наопаку. И Со К15? Да, не само со К15, со други некои бизниси во кои што К15 беше инволвиран во сателитскиот центар на ТАРПС. Не е тајна дека со ТАРПС бевме партнери во телевизијата и бевме и партнери и во сателитскиот центар. На средбата бараше услуга од премиерот? Па не би рекол дека баравме услуга, него едноставно разговаравме околу тоа што значи за да се продолжи договорот, бидејќи имаше различно толкување владата, за разлика од ТАРПС, за тоа колку треба да трае договорот. Договорот беше на, ако не се лажам, на 5 години, сега не ме држате за тоа. И ако било последна средба... Ако, да речеме, Министерството за транспорт и врски го еден датум земаше како почеток на договорот, да речеме денот на потпишувањето на договорот, а ТАРПС како почетен датум го сметаше денот на започнувањето на работа на центарот, што мислам дека е нормално да биде. И ако беше последна средба, тоа значи дека беше неуспешна, предпоставувам. Па неуспешна. Не можам да речам дека беше неуспешна, тоа беа разговори, после се искомплицира, работиве помеѓу владата и ТАРПС. И ние на некој начин дојдовме како некоја колатерална штета. Ја не сакам да верувам дека ово што сега нам не се случува токму ради тоа. Можеби поради сплет на милион околности. Да не забораваме, ние бевме на Македонската радио телевизија. Да, тоа сега те праша. Значи, и се расчистите искрено, ако бараш од мене најискрен одговор и најискрено мислење, јас мислам дека на К15 таму му е местото. На националниот сервис. Зошто заради популарноста, заради... Ние успеавме таму. Не, ние како проект успеавме таму, со тоа што не прогласија за кратци, дека ја оплячкавме Македонската радио телевизија со тоа дека многу е наплатено. Кај ви пукна тиквата во уредувачката политика на К15 или? Не. Во бизнис? Во бизнис релациите. Македонската телевизија престана да плаќа и ние престанавме да работиме. Немавте некакви обиди да се влијае врз вашата уредувачка политика? Директно не. Слушавме коментари, значи дека се зборува за тоа дека на некои луѓе не име право што се третирани у К15 и дека очекуеле дека кога ќе бидеме на националниот сервис, дека бидете повнимателни. Дека ќе бидеме повнимателни и помеки спрема официјалната. Искрено се обидовте ли да бидете повнимателни во тоа? Не. Искрено ти кажам, во К15 никогаш немало такви калкулации, посебно во делот на политичката сатира. Имало ситуации кај што проработила автоцензурата, ама знаеш во кој смисол? Во смисол кога не сме биле сигурни дали сме на линијата на вкусот или на невкусот. Немате таму проблем со... Значи знаеме дека К15, пази, пак К15 не беше емисија наменета за деца, ама знаевме дека деца гледаат. И сега немој се да ставиш у К15. Тука сме имале дилеми и имало ситуации кај што сме рекли, ај ова нема да го направиме овака, ќе го ублажиме, да не биде така експлицитно кажано, затоа што и
деца гледат, или невкусно е, или ако се работи за некоја физичка мана, да речеме, на некој од етички. Да, од етичка природа. Актуелен си со изјавата околу процентите кои ти ги нуделе некои телевизија, толку проценти да напаѓаш ова, па да браниш овој, оваа партија, онаа партија, мислам. Види, тоа мене ми е жал што сите се фатија за тоа за процентите. Процентите не се толку битни. Навистина е чуден е оваквото предлогот, значи предлогот беше и дека има идеја еден од собствениците на телевизиите како да се реши и тоа со процентуална застапеност. Бидејќи они се веројатно бизнисмени и научени се дека за се може да падне договор, зависно од тоа како се договори со бројките, така. И претпоставувам дека така дошло и до тоа. Не е ова обид да го не сакам да го омекнам. На Твитер најавив дека ќе имам интервју со тебе, некој праша зошто Бубо не каже кои се тие што му нуделе тој тип на уредувачка политика. Затоа што разговорите секогаш се водени со луѓе кои се посредници. Тие сите луѓе кои се посредници се мои пријатели. И не сакам во никој случај да, значи, јас мислам дека премногу е и ова. Да. Јас дори сакам и да им се извинам на моите пријатели што и ова го експлоатирав, можеби не требаше и тоа да го кажам. Меѓутоа морав да го кажам за да свати јавноста до каде може да оди глупост. Исплашени ли се тие луѓе, бидејќи порано соработувал со некој? Како не се исплашени? Ти си имал порано некаков таков пристоен предлог? Пред 3-4 дена имав можност да разговарам со еден, да не му направам се на човекот проблем, актуелен директор на еден од битните предпријатија у државата. Он вика, ти веруваш, ние на работа ше потиме. Ше потиме ние на работа. Зашто е ше потиме? Директорот, првиот човек на... И како ти го објаснува тоа? Зашто ше потиме? Заради тоа што јасно име на луѓето, сето ово што се случува, што може како може да се однесува човек кога некој ќе дојде, ќе им каже и ќе им рече, слушај, пазете што работите, и гледате секоја вечер што се случува. А добро, Бубо, ти би го прифатил тоа да си некаде шепотиш? Никад. Па зошто го прифаќаат? Па се нив праше ги. Не, ме интересира кој ти е фидбек од тебе од разговорите. Дека не шепотам. За фидбекот од тие разговори што ги има со тие луѓе, пријатели велиш. Нема, ја го разбирам тоа, бе. Стравот е многу нормална работа. Сега да влезеш... Па зашто ти не се плашиш, што се плаши? Не се плашам и јас сам, зависи кој од што се плаши. Јас се плашам сега у темна просторија, некој да ми направи, ја ќе се исплашам, нормално е да се исплашам. Ме разбираш? Ама некој, кога гледам дека се обидува да деструктивно да влијае на мојот бизнис, не се плашам од тоа. Ако му успее, нека прави. И некој можеби и се сити се на ова што нема К-15. И јас гледам на мојата, се одразува на мојата поблиска околина, се одразува на моите име, јас имам пријатели кои што ме убедуваат дека ние сме тие што треба да попуштиме, ја не знам што треба да попуштиме. Што направивме ние за што треба да... Па да се пазарите да може да стигнете до процент 50-50. И многу ми пречи тоа, ми вика, сите ме убедуваат со тоа, внимавај, никој не успеал ништо да направи против државата. Викам, луѓе, вие сваќате ли дека јас сето ова го работам за државата, не против државата. За државата го работам сето ова. Јас гледам дека во државата има проблем. И се тој проблем и вие го гледате, и вие го лоцирате, а молчиме сите. И лошо живеете со него. И сите молчиме. Кога на тема страв, го спомна случајот на Никола Младенов. Да. Пријател ни е заеднички. Многу ми е жал што од контекст го вадат секаде тоа. И тука да. Имам сериозна забелешка на медиумите. И мислам дека еднаш треба да се отвори и темата за медиумите, ама да се отвори дебело. Значи, да не бараме кривци само на едната страна.
да разговараме и за каде е вината и кај оние што можеби имале добра намера. Тоа беше помена на почетокот на разговорот и во право си. За Никола Младенов, сакам да го објасниш тоа што кратко беше во за Никола Младенов. Што ја мислам дека се има случај. Никола Младенов веројатно имал некои информации. Никола секогаш имаш информации, го знаеме тоа. Да. Никола прифатил да функционира на тој начин, да добива информации. И ние сме имали информации. Така, не можеш и да кажеш, не. Мене во една прилика Стојанов ми рече, гледам К15 и вика од која изгледав емисијата се изнасмеавме дома сите фамилијарно се. И неко ние сме одлични пријатели фамилијарно, кавадаречка линија, да, со моите родители, со мајка ми се школски другари и така натаму. И вика, ја гледам емисијата и после тоа размислам, чекај, ова ја и Глигоров вика го знаевме. Како допрело се до К15. До К15, да. Значи, информации имаме и ние стално. Значи, денеска е многу лесно да се дојде до некои информации. Мислам дека Никола имал некои информации, веројатно требало да се обават некои разговори во Велес, бидејќи знаеме дека на таа релација одел него. Предпоставувам дека еднаш течел муабет и си тргнал на кај Скопје, не успеале да го убедат нешто. Предпоставувам дека го викнале пак да се врати и затоа е предпоставувам вториот круг направен на кај Велес, како што покажуваат патарините, нели дека два пати бил. Вториот пат веројатно пак не успеале да го убедат во нешто и мислам дека на враќање требало да се случи опомена, да го опоменат дека може нешто да му се случи. Дали да некоја возило да му сети или некој камион. И мислам дека тука е контролата изгубена и Никола има настрадано. Дека бил и преплашен. Во дека психоза некоја. Дека бил преплашен, како може да не биде преплашен? Тоа се огромни. Да не забораваме, Никола Младенов беше тепан во сопствениот влез во зградата, ако не се лажам. Да. Не знам дали еднаш или два пати у кариерата му што имаше случај. Еднаш побрутално. Значи, и он, а и ние знаеме дека такви работи може да се случат. И многу е нормално луѓето да чувствуваат страв. Нели е нормално? Кога знаеш дека може да се случи такво нешто. Сега, некој ќе се повлече, Никола не се повлекуваше. Јас сум убеден дека луѓето се охрабруваат и ги охрабрувам, значи, една работа сакам да кажам, да ја потенцирам за тоа што секаде ја прескокнуваат во медиумите кога ја кажуваат. Мене, како на граѓанин на Република Македонија, значи, се тоа што го зборувам и се тоа за кое што се борам на некој начин, основната цел не ми е да се руши власта. Мене ми е цел да се создадат нормални услови за работење и за живење и на функционирање на државата. На телевизија, Јас сакам државата да ми функционира како што треба. А апсолутно не ме интересира кој е на власт. Зашто не пробате ние сме во партизански тие услови, зашто не пробате на интернет? Па не сакам партизан да бидам. Што ќе пробуваме сега на интернет? Што да пробуваме? Ние јававме да правите К15 да пуштате на интернет. Ма не, тоа е најмал проблем. За тоа требаат средства и за тоа требаат пари. Ние К15 треба да се произведе. За да се произведе К15, ние имаме екипа од 5 до 15 луѓе, зависно од тоа што ни налагаат потребите. Финансиската конструкција. Тие луѓе треба да ги платиме. Нема некој што ќе рече чекај ќе инвестирам во нив. Јас сум им благодарен што има трпение. Ќе инвестирам во К15, некој да го врати него чисто филантропска една. Има пријатели кои што не себично се понудиле да ни помогнат нас. Кажете што можете да ни помогнете. Меѓутоа јас не можам да примам таква помош, Борен, после
30 и кусор години работење, не можам да примам таква помош, за тоа е помош за обстанок. Ја имам што да работам за да обстанам. Јас сум музичар, јас сум... можам сега со стендап комеди да почнам турнеи да вртам. Што правиш сега, Австралија? Што правиш сега? Сега сум иницијативен пензионер. Во предпензионен период. Како го минуваш денот? Со пријатели. Се релаксираш? Па се релаксирам. Не можам да речам... Или си нервозен? Не можам да речам дека се релаксирам, а не можам да речам и дека сум нервозен. Зависно од ситуација, зависно со кого ќе се видиш и што ќе направиш во момент. Ми викаат на Твитер, ме праша, вика, личи ко Бубо да е сам во оваа битка некоја да се променат работите. Бранко и Васко го оставија некако така. Не, апсолутно, види. Не, јас знам дека не, ама ти кажи, Биги, јас се знам со нив. Каже, да. Тебе ти е јасно дека, пази, прво, сите луѓе си се посебни карактери. Јас уште на времето у комунизмот сум бил активен и у политика. Сум работел како новинар. И ако сум работел, мој основен факт бил хумор и сатира. Меѓутоа, сатирата посебно, тебе барем ти е јасно што е и како е. Сатирата е најтешкиот жанр во новинарството што може да постои. Значи сум ја работел таа работа со години, сум имал добри. Бранко и Васко не ги интересира веќе ти ги на раце или? Па не дека не ги интересира. Васко од никогаш К15 не го доживувал како дел од политика. Значи Васко секогаш го интересира повише урбаниот хумор, секојдневниот, нака, оние карактери, оние ликови, како што е всушност и неговиот лик Тошо Малеров. Јас не знам, мене ми останало тоа, ја не можам ако не искоментирам нешто што гледам дека не е во ред. Што е последно што си го гледал? Никогаш не сум... Што си го гледал, што би сакал да направиш скеч? Па имам многу работи, секојдневно, секојдневни изјави што ги гледаме на телевизија. Знаеш што во моментот добив инспирација. Сечењето на лентите. Приметуваш ли дали се сеќаш порано и секаде у свет дека еден човек е сече лента, евентуално 20, да речеме, ако се председател. Да, се точно. Да, не се поише, нема место више. Сакам да направам скечка и ќе има 5-6 ленти и ќе се менјаат. Сечат овие 7 души, па иде втора група. Ајде, втора група сечат овакво ленти и фрлаат жребка после кој ќе збори на отварање. Пошто не можат 17 души. 17 души може да пресечат од лента, ама кој ќе ги ислуша 17 луѓе да зборат да не го отварање? Те прашам и за твојот ангажман околу Денот на дрвото. Денот на дрвото некако ти си еден од иницијаторите. Јас сум... се развива на начин скоро да е предмет на пародија. Да. На мене е многу жал. Не знам како да ти го поставам прашањето околу тоа. Тоа оставам да. Не треба прашање за тоа, јас тоа го зборувам од старт, значи од кога се формира иницијативата за Денот на дрвото, морам да кажам по иницијатива, значи она што јас го знам. Ти беше мој, да. Јас бев во најтесното раководство од првиот ден, од првиот состав. Без злоупотребија ли Бубо? Значи, иницијативата Денот на дрвото е 99% заслуга на маестро Борис Тарјанов. Знам, добро. И мислам дека он е најмногу злоупотребен. И јас сум злоупотребен и цела организација, и цела манифестација, се. Кој бе злоупотреби? Владата. Владата кога виде дека таа манифестација добива граѓански карактер. И јас мислам дека кај нив се роди некој страв, дека тоа може да прерасне во некоја, не знам, пошо, пази, таму имаше луѓе од милион различни структури. Таму имаше луѓе од 5 различни партии. Од што? Ти од Марси паднати или сакаш ја да кажам, а ти да не кажеш? Сакам ти да кажеш. Од што може да се излажа? Од губење на позицијата? Кога се појави граѓанското движење на... Меѓу другото имаше многу спекулации за финансиски некои нејасноти во целата таа. Одма ќе ти кажам. Значи, Денот на дрвото немаше ни собствена жиросметка. Долго време. Моравме да отвориме жиросметка, бидејќи добивме од Тајланд, од некоја фондација,
добивме за оноа што ги имаме направено, помош од некои, не ме држите за збор, 50-60 000 евра, не знам колку беа, и требаше да имаме сметка за да може да ги примеме парите. И добро што мене, ако ме прашаш, добро е што влегува тие пари, заради тоа што многу луѓе од тие што ветуваа и од самите што беа во самата организација и од страна спонзори што ни обеќаваа поддршка, после тоа ни откажаа и можеше многу лесно да се случи да Денот на дрвото биде организација која што ќе долгува пари на некому. И сега како ти изгледа Денот на дрвото како манифестација? И мене ми е многу драго една друга работа. Значи, ние нашава мисија си ја завршивме. И само што мислам дека погрешно ја сватија, власта погрешно ја свати нашата мисија. Нашата мисија беше да се подигне нивото на свеста кај луѓето за чување на шумите. Имаше многу пожари, имаше многу се помалку дрве. Ние полека стануваме лидер во таа област. Значи, ние нашата мисија да ги анимираме луѓето, да размислуваат околу тоа и да ги едуцираме на некој начин, си ја завршивме. Сега тоа, дали имало злоупотреби, доаѓаат и до мене такви, јас имам случај, луѓе ми викаат, си ставивте и ти маестрото, вика по некој овакво денерче у джеп. Што да им објаснуваш на тие луѓе? Ние немаме доперна тачка нити со купување на дрва. Не, вие, зборам други. Не, нема никој во иницијативниот. Во организацијата на Денот на дрвото можам да ти гарантирам 1,000,000% дека никој, ниту една банка не земал, а дека многу дале. И како парични средства, и како собствен труд, и како... За крај, како музичар, ќе аплицираш ли на фондовите на владата со кои се субвенционира музика? Не. Зошто не? Ја како музичар и како автор воопшто размислувам дали да распишам тендер и на тендерот да им понудам да се јават оние што се заинтересирани, например, да има дел од творечеството на Бубо Каров. Или да, ако можат да обезбедат средства, да Бубо Каров или, не знам, може би К15, може би не знам кој други. Или да речеме да распишеме тендер за К15. Да видим кој ќе се јави на тендерот. Иако тоа е недозволиво, знаеш, по точка 5 од Законот за јавни набавки, телевизиска програма не подлежи на јавен тендер. Тоа никој не го каже, никој не го соопштува, проверете го, ќе видите дека е така, а многу се злоупотребува. Океј, ти благодарам. Благодарам на поканата.